Е, може да слушнат, значи супер. Јас да го споделам само екранот. Еве сакав и програмата да ви ја вклучам, за да може да одиме нели да ви ја објаснам подетално што ќе учите. Инаку фала ти Бојан за интрото. Точно јас предавам доста години, повеќе од 10-15, не знам веќе николку се не сум ги избројала. Околу 20 години се занимавам со графички дизајн и повеќе од 10 предавам 2-13 така нешто. И баш ми е мило што можам да се пофалам дека има многу успешни приказни од студентите со кои што може да се пофалиме и мило ми е што јас сум дел од таа приказна што можам да ви помогнам нели да се најдете инспирацијата и кариерата што ве влече. Предпоставувам повеќето од вас сакате ова да го работите во иднината, можеби некој со хоби се занимава нешто што го влече, бидејќи графички дизајн е многу широк поем и многу категории може да вклучи на подпрофесии. Значи не е само графички дизајнер, ќе ви објаснам што се може да работите. Значи може на едно работно место да бидете нели како општ графички дизајнер, но може и да се специализирате во одредени области како пекеджинг, може да работите во издавачки куќи, диджитал маркетинг, контент, значи многу под професии излегуваат од дизајнерите и може да се специализирате, насочите, глобално работите, што ве интересира, сакате фриленс, сакате нешто посериозно, че ќе ви објаснам подетално и ве гледам некои се вклучуваат постепено. Може еве овие 5 минути дека гледам како се вклучуваат, еве некој од вас да ми каже што конкретно го интересира, што се учи или може би што ве влече да научите од академијата, дали би сакале да работите нели посериозно, дали може би некој сака да се дообразува во врска со хобито, па сака нешто тоа да работи, слободно може да прашате еве на почеток нешто, па после на крај ќе се вклучи и Аријана, за ако имате на крај дополнителни прашања. Дали има некој нешто? Или, например, може, еве, што ве асоцира дека еден графички дизајнер работи, или што ве асоцира прво на графички дизајн? Ако го изгугламе најлесно, график дизајн. Што работи најчесто, или не цело време, еден графички дизајнер, или што е графички дизајн, или фактички дизајнерот е тој што ја пренесува информацијата. Еве на Google ако го побараме, нели напишаме графички дизајн, ќе видиме where professionals create visual content to communicate messages. Значи, дизајнерот не е потребно само да го нацрта тоа, како што нели некои си помислуваат дека треба да се нацрта на некој начин, туку може да склопи повеќе елементи како колаж, зависно нели во кој софтвер работи, и да пренесе пораката дали дигитално, дали печатено, зависи во која област, многу често и на двата начина. Веќе нели многу работи дигитално, така што иако графички дизајн примерно се врзува за принт, веќе се пренесува повеќе дигитално, се повеќе и повеќе дигитално работата и рекламите веќе повеќе одат
во вид на банери кои што ги прават и графички дизајнери, а не веб дизајнери, што најчесто е нели како перцепција. И како што кажав предходно, еве 99 Designs е многу интересен сајт кај што можете и фриленс да работите, за тие што ги интересира да се работат нели самостојно онлайн. Има тука голема заедница на фриленсери и клиенти кои што бараат фриленсери, исто како другите сајтови од овој тип. И доста интересен сајт ако што може да го прочепкате. Меѓутоа, еве ги некои, да речам, општи категории кои што може да видите на каде може да се насочите. Значи, дали само Photoshop, само Illustrator, само InDesign или сите три заедно, што е најдобрата комбинација. И тоа вие ќе го учите како секој посебно да го контролирате и користите софтвер и како сите заедно, вклучително нели и софтверите за користење и обработка и изработка на фонтови. Ќе одам малку по програмата и ќе ви покажам поконкретно. Значи, маркетинг и адвертайзинг не би можела нели да се случуваат без графички дизајнери, ќе нема кој да пренесе пораката што е креирана. Исто така UI UX започнува со графички дизајн. Може да биде во комбинација со графички дизајнер што го изработува, па програмер го програмира. Во publication тоа е се однесува оние графички дизајнери кои што работат со издавачки куќи или во издавачки куќи. Јас ќе ви го принесам моето искуство на сите тие теми, значи имам работено јас во сите области и во Македонија тоа го викаме прелом на книги, кој што се изработува во InDesign, значи секоја книга што ја гледате, без разлика дали се само црно-бели страници текст или може би енциклопедија или учебник, да не зборуваме за каталози, списание и така нешто, дизајнер мора да среди. Значи, баш напротив, како што нели сите си мислат дека книга може директно од Word да се испринта, не може. Значи, тоа може да се испринта во мал тираж, 10 книги максимум. Се што оди сериозно во издавачка куќа во голем тираж мора да биде средено, преломено, го викаме нели со сленг, во InDesign. Затоа што техничкиот аспект што не го гледаме со голо око, нели кога ќе видиме книга, сите имате дома книги, нели, особено белетристика, имаат маргини, треба да се пресметаат маргините колку се внатре, како се поставуваат, образ од страна, учиме сите тие работи што се, како се прават. Леаутот на страниците веќе ви покажам да видите. Значи, оваа книга, не зборувам за корицата се гледа дека нели е потребно дизајн да се изработи, меѓутоа страните што се само текст, иако изгледаат нели обично, како да нема нешто посебно направено, има многу техничка работа позади нив, поставување на фајлот кој што мора секоја страница и секој збор да биде среден и обработен од графички дизајнер. Еве како изгледа тоа во InDesign. Значи, сите овие технички податоци што ги гледате горе од десна страна, мастерите, пејџовите, сето тоа мора да биде средено за да може ова да се спечати во голем тираж. Особено покомплицирано е кога се работи за списание или каталог, кај што имаме комбинација на текст и слики. Тогаш работите се комплицираат, бидејќи сликите треба да бидат средени во Photoshop, не само визуелно, туку и многу работи што не ги гледаме со голо око, треба да се средат и за да може да се импортира тој файл во InDesign. Значи, една фотографија со голо око нас не изгледа исто фотографија си, така. Бројчево тука не изгледа нас обично како бројче, меѓутоа бројчињата во InDesign не се ставаат само како бројчиња. Се има како програмирање на бројчињата, за да може автоматски да се поставуваат. Зошто е тоа така? Затоа што ако случајно се случи некоја промена на страниците, а се случува нон-стоп,
Замислете, имате страница од 200, книга да речеме, од 250-500 страни. И што ако има ротација на 15-20 страни? Ако не ги isprogramираме бројките во InDesign како што треба, си има начин на кој што се прави тоа, замислете да треба сите страници од поново да се прават, бројките од поново се прават. Колку многу работа би имало тоа. И затоа, нели, мора технички и графички да се обработат. Еве, отворете било која книга дома, на левата страна имате графичка обработка, дизајнер од левата страна на книгата, дури на книгите што се само со текст. Значи, тие се најкомплицирани, кај што има текст што треба многу сериозно да се среди. Затоа и овие категории се баш смалени, значи 8 основни категории. Во тоа publication спаѓа се што една издавачка куќа работи, значи од книги, енциклопедии, учебници, се што, нели, една издавачка куќа го редува со авторот и графичкиот дизајнер, односно графичкиот уредник. Тоа е уште едно работно место како графички уредник. Јас сум го работела тоа и на списание е доста забавно, бидејќи ви одлучувате, нели, многу работи за изгледот. Како ќе го комбинирате, има доста правила, значи технички информации кои што не се наоѓаат туку така на туторијали. Особено InDesign. InDesign е најсложен од софтверите, меѓутоа можам да се пофалам дека нема студент што бил во моите групи што не го научил InDesign, иако е најтежок. И затоа се многу барани дизајнерите што успешно ги владеат сите три. Затоа, нели, еднакво им се посветуваме на сите три. Пекеджинг е доста интересна тема. Пекеджинг дизајн е, нели, се што гледате спакувано во некакво пакување или има етикета. Ако напишеме packaging design на Google, ќе видите што се ќе се отвори. Многу дизајнери се специализираат за packaging дизајн, бидејќи е доста сложена и една од потешките области, меѓутоа многу забавна и интересна. Работите со продакт дизајнер заедно, и во пекеджинг спаѓа од етикета до целосно, нели, кутивчето, кесичката, имаме различни видови на машини на кои што се печатат. Ќе учиме на часовите за подготовка за печат, која машина, каков тип на печатење работи. Значи, не би можело истиот файл, истиот начин на подготовка на фајлот да оди на нешто што е кутивче и нешто што е кесичка. Сосема различни машини и техники се користат. Сето тоа го учиме и многу е важно, нели, дизајнерот да знае, особено каде лепи машината, каде го затвара, што прави, да се предвиди што ќе се случува, штанцањето. Дали некој слушнал што е штанца? Можеби од вас? Нешто е поврзано со пекеджинг дизајн? Штанца е? Има некој што знае или да ви кажам? На англиски најчесто се вика die line или die cut, во зависност, нели, од сленгот. И штанца е всушност, или штанцање, е една дрвена плоча која што има метални ножиња, и тие метални ножиња се пола остри, пола тапи. Острите ножиња го сецнуваат делот што треба да е исечен, значи овој дел што е со црните линии, а тапите ножиња е делов со испрекинатите линии, тоа се вика бигување. Мора бик да пројде тука, тапо ноже, има сунгерчиња околу штанцата, затоа што кога ќе се свитка да не се скине кутивчето. Значи убаво да се витка и убаво да изгледа. Ова се работи во Илустратор и има доста правила како се изработува дизајнот.
во однос на штанцата, во комуникација со фабриката. Сигурно сте ги видели овие коцкички, можеби на тетрапак млеко, ако сте отвориле некое кутивче со лекови дома. Сите овие ознаки ги учиме што значат. Сето тоа е многу важно. Значи, најважно е да сте технички спремни, бидејќи ако фајлот не е технички добро спремен, како што треба, според сите правила, џабе дизајнот е најубав и најкреативен. Тука многу таму ќе да речам дизајнери и тие што учат од туторијали грешат, бидејќи дизајнот може да изгледа убаво, меѓутоа да видиш едно на екран, а друго да видиш кога ќе се спечати во печатница, особено ако отиде голем тираж, а не може мал тираж со пакување. Значи, мал тираж може со визитки и флаери да правиме. Со пекеджинг не може, бидејќи изработка на штанца што ќе го сече котивчето е многу скапа работа и мора да се прави во поголем тираж за да е исплатливо и една минимална грешка може да чини многу и затоа ги учиме сите правила и проблеми што може да се случат. И многу се важни сите тие технички подготовки на фајлот и спецификации за да функционира во соработка со фабриката, со печатницата, сите ознаки, машините, начините за печатање, значи сите тоа е многу важно. Еве ќе се вратам на програмата, сигурно сте разгледале. Еве ги часовите припрема на материјали за печат. Тука учиме и видови на хартија, каква хартија се користи, кои се доработки на хартијата што ви спомнав, штанцање, бигување, што се случува со пантоните. Сигурно сте виделе пантонска карта, сигурно сум, нели, некој од вас бил да одбере бои кога кречел дома и сте виделе една како палета бои. Таква постои за печатање, тоа се викаат пантони, ќе учиме како сите тие пантони се поставуваат во илустратор. Значи имаат посебни спецификации, не се како другите бои. Какви материјали, доработки, UV-лакови може да се користат, ламинација и така натаму. Значи сите тие работи треба да ги знаете, да ги подготвите во фајлот, во соработка со печатницата, за да може, нели, да се оствари тоа што сакаме. Ако сакаме, например, некоја необична боја, како златна, сребрена, металик, сте виделе на пакување на бомбонјери, парфеми, како некои делови светат, некои делови се мат, како некои делови се златни, сребрени. Така, тоа се необични работи кои што на екран не се гледаат баш како што ќе изгледаат после во живо. Треба да ги знаете ознаките како се поставуваат, од каде треба да одберете пантон, од која пантонска карта. Значи има многу технички работи што се кријат позади креативниот дел. Креативниот дел е нели интересниот и забавниот дел од графичкиот дизајн, меѓутоа има доста технички работи што ги учиме на часовите, што се многу важни и ќе ве издвојат од морето дизајнери. Има многу дизајнери во денешно време, но малку што се технички добро подковани и ги знаат проблемите и спецификациите што може да настанат и нели многу малку се тие што ги имаат сите тие информации и знаат добро да се снајдат и затоа е многу важно нели некој што поминал низ тие работи да ви ги каже кои се проблемите што може да се случат, како да се снајдете, што да направите, што во таа ситуација, што кога, например, правите пакување за цигари, па не ви ја собира последната цигара, значи тоа се има случајно, зошто тоа може да се случи, тоа е поврзано со грамажата на хартијата. Значи, секи ви пренесам за да бидете, нели, најуспешни што можете и техничкиот дел, а баш најбитниот дел. Например, еве ова пакување што го гледаме тука, на екран не изгледа вака, го печатиме или замислете си еве флаер за пица, и пицата нели црвено изгледа на екранот, супер изгледа и печатиме и добиваме и розова пица. А на екран изгледа одлично, супер, црвена си е, одлично изгледа. Што е проблемот? Проблемот е во боите, така. Зашто јас гледам на екран црвена пица, а се печати розова? Еве, на екран, например, го гледам флаеров за пица, одлично изгледа, го носам фајлот на печатање, кај мене на компјутер супер изгледа,
Во печатница, да знаете, не ни ги проверуваат најчесто, само ги печатат. Ретко која печатница се посветува да направи проба па да види што е проблемот. И што правиме кога еве пепероните, саламчињата изгледаат розови наместо црвени, нели изгледаат лошо. Никој нема да сака да дојде во таа пицерија. Сега зошто на екранот изгледа во едни бои, а се печати во други бои? Тоа го учиме баш на првиот месец, многу е важно, фајлот како е поставен. Еве ќе ви покажам пример. Значи, еден фајл кој што на екран изгледа супер, а кој ќе се испечати изгледа лошо. Тоа на екран не се гледа. Значи, апсолутно не се гледа вака со голо око, туку треба да знаеме каде да отидеме во спецификациите и каде да направиме промената. Најважно е поставувањето на фајлот. Ако фајлот кога е поставен погрешно, пак ќе нагласам џабе нели и најубав да е дизајнот, која резултатот што ќе се испечати ќе биде лош. Значи, многу е важно уште од старт, кога одиме файл new, како ги поставуваме спецификациите, кој тип на бои ги користиме, кој тип на кој вид на резолуција го користиме. Ево, отворив некој флаер, што го имам, мислам дека е од студент некој. Значи, во поставувањата, еве на екран, например, изгледа се окей, и после тоа, кој ќе го испечатам, сосема различни бои има. Јас овде можам да видам, од интернет изгледа добро. Значи, кога го отвараме фајлот, сите овие спецификации што ги гледате тука, треба да не се погодени. Ако се погрешно наместени, некои работи се коригираат, некои не и мора одново да се работи. Значи, техничките спецификации на фајлот, еве тука со голо око не можете ништо да видите од технички, не можете, значи мора да одите во сетинзите тука, во подесувањата, и дали некој фати случајно што е проблемот, ако некој има искуство. Има некој од вас искуство со било што нешто со, може би, аматерска работа со графички дизајн? Се гледаше што е проблемот. Еве, јас ќе ви кажам, значи проблемот беше во типот на бои. Еден тип на бои се користат при печатање, друг тип на бои се користат при веб обработка на фајловите. И значи еден ист фајл, значи еден ист флаер или реклама или што и да го земеме Tinex, Vero, Ramstor, сите имаме флаери што ги гледаме, ни доаѓаат во сандаче, така. Сите тие што ни доаѓаат во сандаче ги гледаме и на веб. Еве, да речеме Tinex, еве, може да ги најдете во маркет, оние што се како летоци. Пред малку спомнав во кој софтвер се работат. Дали некој слушна овој леток во кој софтвер би се работал? Вака што е поголем, повеќе страници. Дали некој запамти? Како рековме, кога нешто има многу слики и текст, ќе го правиме во што? Во Photoshop, Illustrator или InDesign? Во InDesign. InDesign, одлично. Добро, ме слушате. Значи, овој леток мора да се изработи во InDesign. Не може дали сакаш во Photoshop и Illustrator. Во Photoshop и Illustrator, ако се работи, ќе се сруши програмот и ќе треба страна по страна посебно и нема да може да се спојат во леток. Сега ќе ви кажам и зошто. И уште нешто сакам да ви покажам, ова има околу 20 страници. Овие страници што ги гледате за вака лесно да се вртат на веб и плюс да изгледаат убаво испечатани, мора да имаат сосема различни спецификации.
Значи, за овој флаер, без разлика ти на Xviro Ramstore, сите тие исти тип на флаери се, односно флаер каталог, нешто измеѓу, леток го викаме ние. Едни спецификации има за на веб, сосема други за печатање. Че сосема други. Ако со спецификациите за веб го испечатиме, значи овој леток што го гледаме тука, на нивниот вебсайт, ако го симнеме, го испечатаме. Што мислите за што ќе се јави прво проблем или каков проблем ќе се јави? Предпоставете, не мора да е точно. Што може да се случи? Сте пробале сликички некој од интернет да испечатите некоја, што ви се случило проблем? Ви се случило да бидат матни, например? Да, некојаш толку матни што пикселите се гледаат. Така, браво. Значи, пиксели да се гледаат и ништо не се чита. Тоа е затоа што резолуцијата за принт и резолуцијата за веб се многу различни, 4 пати различни. Зошто е тоа така? За принт мора да е висока резолуција, ама не сме да биде па премногу висока, зашто ќе си речеш, ќе ставам да биде огромна. Ако е премногу висока, што се случува проблем? Еве, гледа колку производи има на оваа страница. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 производи. Тоа се 15 сликички, овде плюс, не знаеме, еве предпоставуваме дека ова е една слика, ова е една. Значи 15 на една страна. Тоа се 15 Photoshop фајлови, обработени во соодветна боја, резолуција, во соодветна форма, како што гледате се исечени, нема тука позадина околу фајловите, значи треба да се исечени, да се обработени во соодветна резолуција, во соодветна боја, треба да се импортирани во InDesign и InDesign да може да функционира успешно, значи да не ви се крахнува, да се гаси компјутерот и све да чекате 2 сати да работи. Како тоа да го направиме? Значи, ќе учиме, тоа е многу важно. Ако се обидете во Photoshop да изработите една страна, и издржи компјутерот, ќе се прегрее малце, ќе биде споро, ќе чекате може би по 15 минути меѓу сликичка, ама ќе издржи една страна. Ама 2, 3, 5, 20 страни, над 5 страни, тоа е катастрофа. Значи нема да издржи, ќе се сруши, ќе се укочи. И тоа е само ради техничките спецификации на фајлот. На око секи изгледа исто. Затоа многу внимателно треба да се работи. Еве гледате, не само што има 15 производи. Има 20 страни со по 15 производи. Значи тоа се стотици производи кои што еве овој леток излегува колку еднаш месечно, еднаш на 2 недели. Значи различен број на производи. Не само тоа, има цени, има промоции, има посебни понуди и сите вакви комерцијални проекти, каталози, така натаму имате каталози и од 50 страни, например каталози во салони за мебел. Гледате, еве тука е исечено од страна, тука не е исечено. Че не може да издржи друг софтвер, Photoshop Illustrator не може да го издржа тој обем на работа. InDesign работи многу специфично со линкови. Значи, фиктивно програмот ги прикажува сликичките, обработени во Photoshop. Ако не се обработени добро во Photoshop, кога ќе се затвори фајлот во InDesign, значи кога ќе се експортира, за принт ќе бидат матни, ќе се гледаат пикселите и ќе изгледа ужасно. Значи, прво треба да знам во Photoshop да ги средам. Значи, пример, да го зимам, еве овој колбас, да речеме што е тука, треба да го исечам, боите да му ги средам, гледате, некои се во студио, некои се во 3D, да има најразлични производи, со различни спецификации, големини, и не само тоа, и различни производители ги даваат. Значи, еден производител дава едни слики со еден квалитет, други со трет. Значи, сето тоа дизајнерот мора да го унифицира. И тоа мора да го среди прво во Photoshop секоја слика индивидуално, па после да ги импортира во InDesign како линкови и да го користи екстензи сјутки за различните фонтови, и тоа ќе учиме. Никако не сме во компјутер да се инсталираат премногу фонтови, зашто
фонт веќе не се става како во минатото кај што се ставаше copy-paste. Сега фонт кој ќе стимнете, што треба да му кликнете за да го имате во компјутер? Не е copy-paste, туку што се клика. Еве еден фонт ќе отворам. Дали сте забележале? Print и install имам, така. Значи фонтот треба да се инсталира. Многу фонтови инсталирани во компјутерот му пречат, споро работи, се поспоро ќе работи и има начин како тоа да се избегне со екстензи шутки, стојање дел од предметите, на предметот типографија, не само што учиме нели како фонтовите функционираат, како да ги одберете, што да правите, туку и како да го користиме овој софтвер кој што е за дизајнери измислен, да нели да може да користите професионално фонтови. Исто така ќе учиме и да изработуваме фонт. Значи не само што ќе ги цртаме буквите, значи секој кој ќе научи илустратор може да црта букви, ама не секој може да направи тие букви да функционираат. Значи фонтот што ќе го креирате треба да биде комплетно функционален. За таа цел го користиме алгоритмот на фонт креатор. Значи тоа е како математичка операција како да функционираат буквите. Имаме нели колку букви имаме во латиничната азбука? 26, нели? 26 по 26, тоа е околу 600. Секоја со секоја буква треба да може да функционира заедно. Алгоритмот на фонт креатор пресметува што кога А ќе се доближи до Б, што се случува. Сосема нешто друго се случува кога А ќе се доближи до И. Буквите што се подолги како Ј, Ю, Y, Q влегуваат во другите букви. Што се случува кога ќе влезе во таа буква? Како треба да се помести? Каков простор? Во која висина треба да отиде? Малите букви не се половина од големите букви. Значи, сето тоа учиме, нели, како да го наместиме во софтверот за фонтот, што не само ќе го нацртате да изгледа убаво, да биде функционален, да може да работи во Word, во WordPad, ако сакате, покрај нели Illustrator, Photoshop и InDesign, да биде комплетно функционален. Сега, Photoshop и Illustrator се сосема различни софтвери, зборувавме малку за InDesign, за различна намена, ама не можат и еден без друг, и нели заедно со InDesign, дуо трио се. Што мислите Photoshop, за што највеќе се користи? Обработка на слики. Така, одлично. Значи, Photoshop е приморна за обработка на слики. Сликите се составени, некој преска рече, кога ни се појавува матно, што гледаме? Пиксели. Пиксели, браво. Значи, секоја фотографија, основна градбена единка е пикселот. За да може да ги гледаме убаво фотографиите, треба да знаеме колку пиксели треба да има на 1 сантиметар, односно инч квадратен. Мерките што се користат и во Европа и во Америка се мерат на 1 инч квадратен. Иако фајлот го поставуваме во милиметри за печатање, во пиксели за нели за веб и социјал медија, сепак резолуцијата ја мериме колку пиксели има на 1 инч квадратен и густината на пикселите мора да е точна за тој фајл кој ќе се испечати да не биде матен, и истиот фајл, како што ви го дадов примерот со Tinex, да може да се врти лесно. Значи, јас за да можам лесно да ги гледам страниците, што имаат по 15 производи, густината на пиксели мора да е сосема поинаква отколку густината на пикселите за истиот леток во принт. И тоа мора да е направено по стандарди. Ако не е направено по стандарди, што највеќе нервира кога ќе отвориме еден сајт? Например, сакам да видам нешто, го отварам сајтот и чекам,
Така, највеќе не нервира кога чекаме и не се отвара, и чекаме и никогаш не се отвара, и ако не се отвори 10 секунди, обично што правиме? Гасиме, така. Го исклучуваме Го сајтот. исклучуваме, така. Значи, никој не сака да чека минута, не ни имаме време ни трпение, нели, да го затвориме, што и да е тоа што го гледаме. Значи, дали да е банер, флаер и фирмата ќе ги изгуби, нели, потенцијалните клиенти, ако чекаме многу време да се отвори тоа што сакаме да го видиме. Тоа зависи од дизајнерот. Значи, пак ќе кажам, џабе дизајнот е супер, ако не е технички подготвен како што треба. Значи, густината на пикселите мора да е соодветна за брзо да се отвара за веб, а густината на пикселите мора да е соодветна за да може убаво да се испечати, да не биде матно, да биде квалитетно, и тоа дизајнерот го одредува и спрема посебни фајлови за веб, посебни верзии од фајлот за веб, посебни верзии од истиот фајл за принт, особено кога работиме на комерцијални проекти, како што се каталози, флаери, тоа што највеќе ни треба да го користиме и да го работиме, и истиот во овој леток, нели, како што кажав, го имаме во сандачиња, го имаме во Тинекс, во маркети, и истиот треба да е функционален на веб, и истиот треба да биде функционален на Инстаграм, да биде функционален на Фейсбук. Тоа дизајнерот го прави, тоа ќе учиме како се прави, посебно на различен начин се прави во Photoshop, посебно во Illustrator, посебно во InDesign, и нели мора вие да знаете како се прави тоа. Исто така многу важна работа ќе учиме и за лиценците, за фотографиите што смееме да ги користиме во комерцијалните проекти. Значи, еве да речеме, работите еве фриленс на некој флаер. Еве за што и да е, еве за фирма за real estate. И сакаме да ставиме луѓе како сакаат да купуваат куќа. Што правиме? Од каде бараме слики? И дали смееме ги користиме тие слики со луѓе? Што мислите? Еве на Google ќе напишеме, еве house, real estate, people. Најчесто ова е најголемата грешка што некои дизајнери ги чини нивната кариера. Си наоѓаат слика на Google, таа што им се допаѓа. Еве, например, ова. Ќе си ја симнат, ќе ја стават во флаерот, тој флаер ќе се испечати, ќе отиде на, еве, на Инстаграм, да речеме, и се случува проблем, авторот на овој файл, кој што е фотографот, кој што склучил договор со овие луѓе дека смеат да бидат користени во рекламни цели, може да направи голем проблем, може да ја затвори фирмата што е искористила сликата и нели да му ја уништи кариерата на дизајнерот, особено проблем се фотографии со луѓе. Че тоа не смеете никако да го правите, учиме што треба да направите. Че како сето тоа функционира, како функционира светот со лиценците, со фотографиите, тоа е многу сериозно и тоа е ваша обврска како графички дизајнер да го знаете, и ќе учиме сето тоа како се прави, значи не смеете било кои слики да ги користите. Ќе кажам зашто, значи си има правила, си има посебни фотографии, и особено што фотографите склучуваат договори со луѓето што учествуваат во рекламата. Значи, тоа е обврска на дизајнерот. Особено фриленс кога работите, тоа е многу сериозно, затоа што вие одговарате, ако работите во фирма, фирмата одговара, ама на крај нели дизајнерот одговара, и тоа е многу важно. И не само тоа, фотографиите што ги користиме, видовте ова што ја кликнав, иако е на вебсайт, нели рековме, важно е на вебсайт брзо да се отвара за да не чекаме, мора да правите оптимизација. Значи, одредена густина на пиксели резолуција за вебсајтот, ама убаво да изгледа. Овде гледам дека е матна. Значи, не треба да биде матна. Треба супер да изгледа и брзо да се отвара. Кој ќе се испечати треба супер да изгледа, и нели убаво да испечатена. Боите треба да се добри. Нели пак се навраќам на тоа, кој ќе отворам фотографијата во Photoshop, може супер да изгледа. Меѓутоа, кој ќе се испечати,
може да изгледа ужасно, а на екран одлично. Тоа учиме како да го направиме. Че си има правила, технички спецификации, што не се гледаат со голо око, меѓутоа машината ги знае. Кога ќе се стават на машината за печатање, рипот на машината ги препознава и резултатот е нели лош ако не е добро оптимизирана. А додека на веб споро се отвара, а на Facebook и Instagram те имаат многу правила во однос на рекламите, и ако не е нели соодветна резолуција, имаат доста правила, едноставно алгоритмот ќе изфрли, нема да дозволи рекламата да пројде, нема да пројде. И тоа е исто ваша обврска и ќе учиме сето тоа како се прави. Значи, Photoshop, рековме, е примерно за организација, едитирање и техничка подготовка на фотографии. Не само да бидат убави, нели, туку и технички да се добри, да ги сечеме, да отстраниме посредината. Има доста студенти што се занимаваат со фотографија и што, нели, наместо еве да плаќате некој да ви ги едитира вашите фотографии, тука ќе научите како вие да ги едитирате фотографиите. Значи, дали имате можеби фотостудио или фирма што се бави со нешто поврзано со фотографија, едитирањето, правилно едитирање на фотографиите, пак ќе кажам да не бидат блурирани за кога ќе се испечатат и на фотохартија и во фотостудио да бидат добри. Покрај, нели, технички едитирање на фотографиите, имаме и фотоманипулација, што е исто многу забавна. И Photoshop е единствениот програм кој што може да направи вакви ефекти од овие три. И, нели, фактички правите колаж од фотографии кои што повторно ќе нагласам учиме како да ги користиме со лиценцирање, како да најдеме и бесплатни фотографии кои се плаќаат, кои како се купуваат лиценците, но има и начини како и бесплатно се дојде до нив, значи си има категории правила и може да правите вакви креации. Има дизајнери кои што само со ова се занимаваат, бидејќи е доста забавно, интересно. И не само што може да правите креативни проекти, вакви работи се користат и за адвертайзинг доста. Некои од најдобрите реклами се баш вакви фотоманипулации. Може да напишете фотоманипулation advertising, например, да разгледате. И ова не е едно од проектите каде што баш ќе изработуваме ваква фотоманипулација. Ова е баш таква реклама и ова и доста интересно, забавно. Ова го учиме, нели, на крај, бидејќи за да може да постигнете ваков склоп, треба да знаете работите и со маски, треба да знаете, нели, со четки да правите многу, например, водава што ја гледате тука е четка со специјални ефекти. И доста е забавно и креативно и интересно и може, например, да се ориентирате како дизајнери на фотоманипулации. Че може да се посветите на тоа, може да се посветите и на фотоедитирање. Фотошопот ќе забележите дека е покреативен во однос на, нели, манипулација на фотографии и едитирање, но и технички многу потребен. Значи, сите фотографии што ќе користите за вашите проекти, дали во Illustrator, InDesign, Photoshop, мора да се прво технички обработени во Photoshop. За да може фајлот, пак ќе се вратам на тоа, да функционира на веб, на social media, да се отвара брзо, да биде испечатен убаво, да не биде матен, нели, да не делувате несериозно ако се гледаат пикселите. Дали тоа е свадбена фотографија или во студио фотографија, модна фотографија, сите фотографии што ги гледате во списание на нет, сите се обработени во Photoshop. Значи, нема фотографија, добра фотографија, нели, што е, нели, се гледа убава, која што е малку средена во Photoshop. Дури и 5 минути. Значи, сите најдобри фотографии, професионални што ги гледате, сите се проедени во Photoshop. Кој е технички, кој е уметнички аспект. Затоа што Photoshop има начин и можност како да ги извитопирува пикселите за да дојдеме до тоа што сакаме да го направиме. Значи, еве ви пример, истава фотографија,
лево необработена, десно обработена, колку може промена да направите. Не зборувам само за специјални ефекти, зборувам нели и за ова се викаат adjustment layer, кои што тука гледате како е помутирана, да речам, сликата во однос на боите, тука колку е издигната со мали твикови во Photoshop, еве го хистограмот од лева страна што ќе го користиме, adjustment layer, левели, сите тие ги учиме како се прават, покрај нели специјалните ефекти. Илустратор пак се користи за многу важни работи. Една од поважните работи би била брендот на една компанија. Значи, што представува брендот, имиджот на една компанија, кој ќе помислите што прво гледате, да речеме, некоја фирма која ќе отидете нивното? Лого. Лого. Така. Лого. Значи, Пишуваат во коментари, маја не знам дали ги гледаш. во чет не видов. Може и во чет. Значи, логото мора да се изработува исклучиво во Илустратор. Значи, не сме да се изработува во Photoshop, а во InDesign може да се изработи, меѓутоа не нуди толку опции, не е создаден за таа намена. И логото на една компанија мора да биде изработено во Илустратор. Зошто? Затоа што тоа лого после води кон еден корпоративен идентитет на таа компанија. Што е корпоративен идентитет? И тоа не е едно од проектите. Нели едно брендирање на компанијата, така. Од тоа лого после треба да се развијат визит карти, меморандуми, пликува на тефтерче, може би на автомобил, нели зависи од големината на компанијата кои потреби има. Меѓутоа, за да може тоа лого од најситничко на пенкалцето, на врвот на пенкалцето, до најголемо да може на зграда да се постави реклама, да може светлечка реклама да се постави, мора да биде во векторски формат. Тука учиме нели што се вектори, што се растери, како функционираат растерите во Photoshop, векторите во Illustrator. Мора да биде во векторски формат за да може да се смалува, зголемува и што сакаме да му правиме, каде сакаме да го носиме, дали на веб, на социјал медија, во принт, без да се уништува, без да изгуби квалитет. Има правила како се изработува логото, ги учиме сите тие правила, исто така ќе учиме и за Golden Rule Ratio, како се изработува лого на тој начин. Најпознатите логоа, како Nike, Apple, Pepsi, National Geographic, Twitter и многу други, сите тие го следат овој принцип. Тој принципот на Фибоначи спиралата, кој што сигурно сте ја видели во природата, и има одредени пропорции математички, со равенка, колку е А према Б. Круговите што ги гледате се извадени од Фибоначи спиралата и цртежот се подесува користејќи ги овие правила. Не секое лого мора да го следи овој принцип, значи тоа не е нужно или есенцијално, меѓутоа многу успешни логоа го следат овој принцип, бидејќи на човечкото око му прија да гледа симетрични и пропорционални форми. Значи тоа ние инертно во природата сакаме да го гледаме, еве ќе ви ја покажам спиралата која што може да ја најдеме насекаде. Значи може да ја видиме во природата, во уметноста, во архитектурата, фотографијата, во универзумот и нели има цела и мистика околу неа, но имаме откриено и како да користиме и во графички дизајн и во фотографијата. Може сте ги виделе и оние 3 линии кај некои од вашите телефони кога фотографирате вака како кој ќе ви се појави кај Samsung телефоните, едни 3 линии хоризонтални и 2 вертикални, тие ја користат оваа секвенца. Ева може да видите, секој број е сумација на претходните два. И нашето лице и тело, сите се по овие симетрии и пропорции создадени. Значи и лицето, и увото, и
каде завршува зеницата, симетрично со носот, со устата, многу интересно, што секаде може да го најдеме. И уште поинтересно е што учиме како да го употребиме овој Golden Rule Ratio и во нашите дизајни. И учиме да креираме лого на овој начин, цртеж. И ова е еден од начините кои што, нели, го користиме за креација на лого. Има и други шеми кои што се користат, ќе ви ја кажам. Може, нели, да си одберете, но е многу важно да знаете како се користи и како се употребува, затоа што нашето око секогаш ќе бара симетрија. Ќе ги учиме и правилата на графички дизајн, значи симетрија, хиерархија, кои што се многу важни да ги примените во сите дизајни кои што можеби не се гледаат со голо око, меѓутоа ние функционираме на тој начин, нашата психологија секогаш гравитира кон симетрични или симетрично-асиметрични форми, контраст, хиерархија, како се наредени, учиме и за психологија на боја, која што се користи највеќе кај логоа, но се користи и секаде, нели, еве за фастфуд или за ресторани, секогаш ќе ве асоцира која боја. Преска што отворивме еве флаер со пицеријата, за пицерија најчесто ќе ги видиме црвена, така, портокалова, од прилика тие бои, ако видиме салон за убавина, ќе видиме розова, виолетова, компјутерска фирма сива, сина, од прилика во таа фамилија, затоа што истражувањата, статистиките, што се направени, е увидено дека најголем дел, нели, од популацијата реагира исто психолошки на одредени логоа, дизајни. Ева може и да видите, тоа е психологија на боја, јас ќе ви го покажам, сето тоа ќе го учиме, зошто и како нели тоа се случува, и секој дизајнер треба да го знае ова и да го применува, значи да не е лично насочен кон боите што му се допаѓаат, туку да стекне, нели, осет како да ги користи соодветно за секој различен дизајн, како највеќе, нели, луѓето, односно идните клиенти реагираат. Тоа е исто зошто, нели, секогаш гравитираме кон одредени бои во маркет за одредена храна, зошто зелена боја не асоцира на здрава храна секогаш. Розова боја нема да не асоцира секогаш на здрава храна. Значи, пекеджингот е многу значаен, понекогаш е позначаен од самото пакување. Некои луѓе посегаат по некое пакување ради дизајнот, затоа што им се допаѓа како пакувањето изгледа. Ако пакувањето е лошо, многу потешко ќе посегнат да го купат производот, иако производот може би е добар. Значи, многу е важно сите тие елементи да ви се добри. Значи, техничката подготовка, психологијата на боите, резолуцијата, бојата, функционално да е хартијата, до обработката на хартијата, сите тие елементи треба да ви се, нели, склопени. Флаерите може да се изработуваат и во Photoshop и во Illustrator, зависи, нели, за каде ќе бидат наменати. И еден флаер, ако сакаме да го ставиме и на нет, како што зборувавме, или на social media, повторно треба да има различни технички карактеристики. Значи, истиот флаер не може да биде истиот файл за на веб или social media и на принт. Значи, сосема различно треба да изгледа тој файл. Со очи вака исто ќе изгледа. Значи, јас кој ќе го видам и го отворам, фајлот сосема исто ќе го гледам, нели? Затоа што нашите очи, тоа ќе учиме, гледаат еден спектар на бои, компјутерот ги гледа друг спектар на бои, телефонот гледа друг спектар на бои, машината на принтерот гледа друг спектар на бои. И ние треба овој файл, значи овој флаер, например, да го прилагодиме со спектарот на бои за машините за принт, друг за веб, телефон и така натаму. Значи, тоа се посебни верзии од истиот дизајн. Значи, не е истиот файл. Мора да се различни фајлови. Мора да се со различни карактеристики, иако нашето око ги гледа исто. И како ќе знаеме, значи, кога ќе го средуваме фајлот, со техничките податоци тука ќе има различни карактеристики.
Еве ви отворив едно списание да го видите, да видите колку многу гайдлайнови има во позадина. Еве гледате само дисплеј перформансот кој ќе го сменам. Еве гледате сликата како изгледа поматна, покрзава. Сега во high quality е подобра. Значи тоа е само вјуто како го гледам. А квалитетот на оваа фотографија треба да го проверам во Photoshop, па после да го импортирам во InDesign. И нели зборувавме InDesign е единственото место каде што можеме да имаме многу фотографии, многу текстови, без да се струши и укочи компјутерот, затоа што функционираат фиктивно, како линкови. Значи, InDesign работи, сите овие фотографии што ги гледаме, фиктивно ги гледаме тука. Тие не се тука, тие се расфрлани можеби на десктоп, негде во C, во D, и тој фиктивно ги влече и работиш, значи, на дизајнот, и кога ќе стигнеш на крај, ако некој од вас работел со 3D, знаете кога се изработа во 3D некоја реклама, еве реклама за сокчиња гледав една детска пред некој ден, и имаше како рипаат портокали, јаболки и така натаму. Се изработува како во мрежа изгледа во 3D и на крај се прави рендеринг. Рендерингот може да трае 2 дена. И во InDesign се прави, тоа се вика package на крај, каде што InDesignот ги влече фајловите од десктоп, од C, од D, лиценците, фонтовите, дали се фонтовите интегрирани во Windows, дали се инсталирани на трето место, дали преку Suitcase ги влече, ги бара во компјутерот и ги носи во финалниот package, се вика тоа. И вие кога го предавате тоа на печатање, тој файл е многу сложен, има подфолдери внатре, линкови, фотографии, фонтови, сето тоа мора да го содржи, бидејќи е многу комплициран файл. И сакав да ги видите сите овие линии, кои што нели после ги нема, кога го гледаме файлот. Еве тука ги гледате. И потребно е, нели, ова се подесувањата, да ги средите, за да може ова да изгледа вака. Значи, ова изгледа вака, но многу работи што се во позадина, значи сите овие што ги гледате, маргини, колони за текстот, сите овие векторчиња каде што е уреден текстот, рамки, се мора да функционира во посебна рамка, текстот мора да е во посебна рамка, фотографиите мора да се во фотографска рамка, го гледате ова знакче, ова значи дека е линкувано од некаде. Значи, се мора да има посебен параметар. Дури бројките што ги гледате тука се фиктивно. Тука гледате како го кликаме, не реагира. Значи, бројката што ја гледаме тука е испрограмирана и ја програмираме преку мастерите. Значи, кога ќе отидеме во мастерот, се ќе видите како изгледа бројката на страницата. Гледате како пишува A, Mode Magazine, а кога ќе отидам на страницата, овде гледам 6, овде гледам 10. Тоа е затоа што кога ќе работите, нели, на вакви работи, има нонстоп претумбација на страниците. И јас ако рачно ги внесувам страна 1, страна 2, страна 3 и работам на книга или каталог што има многу страници, 50, 100 страници, еве јас на учебник еден работев што беше 200 и нешто страници, и имаше 10 страни ги преместивме од една категорија во друга, и ако ми се рачно напишани, јас 200 страни треба рачно еден по еден бројот да ги сменам. Така, ако ги ставам од 256 до 266, ги ставам напред од 135 до 136, до 145. За да не се случи тоа, користиме, тука се викаат мастери. Порано, пред да постои технологијата, јас баш одев и на пракса во средно, тогаш беше утрински и во дневник, и гледав како ова се прави тогаш во кварек и како изгледа рачно во една печатница кога гледавме. Замислете, ова се рачно местеле и после тоа, нели, го печатале, мислам, многу одамна, а после тоа и во кварк било покомплицирано. Сега InDesign е многу пософистициран, меѓутоа пак вие треба технички сите парчиња да ги ставите во соодветни фреймови. Че сите овие работи и овие линии што ги гледате измеѓу поставеноста на текстот, како лежи, сите параметри треба да се точни за ова да биде функционално
списание после тоа или флаер, особено кога работите каталози. Значи каталозите се нешто многу сложено, многу потребно. Секоја фирма што работи продажба со производи мора да има каталог, така. И тој каталог најчесто и се обновува и се менува и така натаму. А има многу ставки внатре. Значи дали се тоа производи од ваков тип, текст, цени и така натаму, сето тоа мора да биде технички многу функционално, за да може, кога ќе се испечати, да изгледа убаво, за да може да се прават промени, за да може да се користи онлайн. Значи, вака знам дека звучи сложено, ама сите ќе изработите и списание, и каталог, и се ќе бидете спремни да изработите на крајот од нели часовите и не е тешко нели кога може да се научи, ќе имаме вежби, книги ќе имате по сите предмети со вежбите, кои што нели може да си ги повторите и па да си ги реизработите, ќе добиете на почеток како изгледа, на крај како изгледа, што треба измеѓу да направите. Во книгата ги имате сите чекори за да може да си повторите. Имаме некои екстра работи надвор од книгата што ќе ги учиме, ама нели снимките си ги имате, може да си ги слушнете, си ги навратите. И нели се што треба техничките карактеристики ќе ви ги кажувам како ги учиме, особено нели и подготовката на фајловите. Значи многу е важно нели преска да се навратам за пекеджингот. Пекеджингот нели може во теорија да е убав, меѓутоа многу сериозно е подготовка на фајлот, бидејќи производот мора нели особено производи што се фит како цигари. Ако грамажата се погреши на хартијата, од 20-19 цигари може да собере, или машината кај што го лепи или притиска, само грамажата ако се утне или доработката на хартијата, која што повторно вие треба да ја одлучите во соработка со печатницата или фабриката, и на соодветната машина нели да е направена како што треба. Учиме какви машини за што се користат. Едни машини за пример за вакви котивчиња, сосема други машини се користат за етикети. Етикетите за пијалоци се други машини, етикетите за теглички се други машини, дизајните се слични, меѓутоа техничката поставеност, нели, и сите тие работи до работката, боите, че боите се многу важни. Би кажав и штанцата кога се изработува исто, нели во соработка со продакт дизајнер, со фабриката, може штанцата да има тие па да ви ја дадат или вие да ја најдете. Значи има доста работи што се многу важни покрај нели изгледот и креативниот дел кој што ќе ги учиме. Ја ви ја покажував, значи тоа е и дрвена плоча со die-line или die-cut може би. Die-line packaging. Како се поставува, значи од дизајнот ние што го изработуваме, се изработува таа дрвена плоча, па со сунгирчиња каде да не удри, па што правиме за ваката биде испакнато, нели не можеме ние пред да се испакне ова од хартијата да го направиме, ова се вика сув жик, како да биде тоа парче, што ако сакаме златна боја, што правиме златно, не го прикажува нели компјутерот, како изгледа тоа, што треба да направиме. Значи доста има интересни работи што се доста забавни кои ќе излезат и важни да се подготват у фајлот, што значи едната боја, што значи другата боја, па аглите на превиткување, на прелепување, сето тоа е многу важно за да може да функционира и да биде убаво и нели многу е забавно. Пекеджинг дизајн е доста тешка област, ама многу интересна, многу забавна. Кога ќе влезете еднаш во тој свет, е многу забавно, после си го видите производот во маркет, во аптека, значи многу е нели интересно кога ќе видите и луѓето кога ќе го купуваат вашиот производ и дури може да се специализирате за пекеджинг дизајн, бидејќи малку дизајнери има што знаат што се технички треба да биде нели спремно за фајлот да функционира и дури може да се насочите за тоа, но може нели да ви биде дел од вашата општа работа како
дизајнер, нели во зависност од фирмата во која што работите или можеби фриленс. Значи стварно има многу подкатегории графичкиот дизајн и многу професии на кои што може да се специализирате. Дали во печатење, во издаваштво, на вистина има многу и сето тоа ќе ви го кажам за да може нели кој што сака да си работи, да се насочи и нели дали фриленс, дали во компанија, да може да бидете технички спремни, што е нешто што највеќе се бара на пазарот во моментот. Технички спремни дизајнери, тие се малку. Има доста што нели сами со туторијали нешто чепкаат, ама техничкиот дел е најчесто скриен. А тој највеќе ви треба. Ако имате нешто прашање, Јаријана е тука, нели? Здраво, Маја. И јас имам малце кратка презентација. Сакам да се надоврзам на тебе. Супер. Јас сум тука малце од една поинаква перспектива. Маја ни е професор уште од првата академија, всушност не, јас би сакала да кажам една приказна пред 15 години. Се запиша во СТЕМОС на Академија на веб дизајн, не стана веб дизајнер, значи апсолутно не сум веб дизајнер, меѓутоа Маја тогаш мене ми предаваше Photoshop и Illustrator. И уште тогаш ми остана во сеќавање како еден од најдобрите предавачи, со кој сум се запознала во животот, бидејќи на вистина го има оној менторски пристап и оној педагошки пристап. Мајка ми е професор на педагошки факултет и токму тоа предава општа педагогија и методика на воспитна работа, односно како треба да се учат правилно децата за да научат, нели да читаат, да пишуваат и така натаму. Ама Маја, значи, она што ја прави поразлично од сите други предавачи кај нас е педагошкиот пристап и тоа што и самата она е професор и мислам дека затоа е највисоко рангиран професор кој што го имаме на сите академии поради фактот што покрај технички вештини е одличен педагог во пренесување на знаењето. Long story short, кога го отворивме Creative Hub, нормално дека сакаме Маја да предава кај нас, бидејќи е некој што ми останал мене во сеќавање и така се случи оваа соработка која што еве веќе 6 години трае. Јас сум тука денеска да ви кажам малце накратко околу тоа што треба да знаете кога треба да изберете академија. Свесна сум дека постојат други академии на пазарот, меѓутоа можеби овие насоки кои што јас ќе ви задам денеска ќе ви помогнат за самите да го направите правилниот избор. Првото прашање треба да се запрашате што постигнале овие луѓе за јас да учам од нив. Кои се овие луѓе? Нема друг факт што ќе побори знаењето на Маја, освен тоа дека има 25 години работно искуство. Значи, замислете, 25 години е премногу работно искуство за да учиш од топ или според мене број еден човек. Јас многу сакам Маја да не биде графички дизајнер во Creative Hub, иако она има други ангажмани, меѓутоа ако јас би бирала кој е човекот кој што на вистина го има сето потребно знаење и е одличен ментор, тоа е апсолутно Маја. Така што Маја, се обидов да изборам колку години си ментор на академии и ставив 16 години и прерачунав дека во овие 16 години сигурно поминале некои 5000 студенти, бидејќи предаваше и на графички дизајн, и на веб дизајн, и на други академии, и тоа се се луѓе кои што од тебе научиле и си ги обучила да станат графички дизајнери. Јас во Creative Hub, која е мојата улога? Мојата улога е делот на програма за вработување и насока на реални проекти за студентите, односно како да ги вработиме студентите по завршувањето на академијата, како да имаат одлично портфолио, како да се представат, како да започнат да заработуваат како фриленсери. Значи, се она што доаѓа на крајот на академијата е всушност мојот дел или она што јас го работам. Сега имам едно изненадување за вас. Значи, за сите оние кои што не добили или кои што не се пријавиле за нашиот курс Успешна кариера во графички дизајн или како да поставиш успешна кариера во графички дизајн, слободно напишете да во чат, ќе ви го испратам и тој курс, значи дополнителен курс. Тој го снимав мејас Анела, ќе има уште неколку
продолжение, така што доколку не сте го добиле, а сакате да го добиете, по завршувањето на овој курс ќе ви го испратам и видеото како да поставите успешна кариера во графички дизајн. Напишете да во чат и мојата колешка ќе забележи. Како се разликува Creative Hub од другите академии? Најпрво јасна слика за тоа каде сакаме да ги насочиме студентите и јасен пат за тоа што се треба да знаеш за да бидеш одличен графички дизајнер. Мислам дека Маја го представи тоа многу добро. Јас нема потреба да се повторувам, бидејќи навистина објасни што ќе се изучува на секој предмет и што се треба да знаете за да бидете успешни. Јас ќе кажам дека една работа на која што се разликуваме е дека сите вие тука денес имате различни мотивации. Некој не му треба на секој вработување, некој веќе работи. Некој сака да промени кариера, некој сака да се пресели во Европа, потребна му е диплома со ЕКТС кредити, некој сака да биде level up и сака да земе плюс менторска програма со стажирање. Значи, во зависност од тоа што ви треба. Ние имаме 3 програми. Првата е само академија, каде што ја учите делумно основната програма, значи без оние предмети motion дизајн, фотографија, психологија на дизајн и ако не се лажам, имаш уште еден предмет. Значи, на оние кои што не има потребна фотографија, motion дизајн, психологија на дизајн, извинете, сега ми текна брендбук, креирање на брендбук, за нив е доволно само академија. Оние кои што сакаат плюс фотографија и motion дизајн, треба да се запишат на EU сертифицирана програма и оние кои што сакаат се од ова плюс 3 месеци стажирање и гарантирана работа или добивате рефанд на дел од средствата, тогаш треба да изберат академија и работа. Дали можам да заработам? Тоа е најчестото прашање. Маја зборуваше за репарација на фотографија, за едитирање на фотографија. Ова е еден студент, Викторија Мирчевска, која што беше студентка и Маја и благодарение на тоа што го научи моментално заработува како iStock contributor од 25% до 40% за купена нејзина фотографија. Се она што го научи може да го погледнете ова видео на нашиот YouTube канал е токму благодарение на Маја и на вештините на Маја. Така што Викторија е вистински пример. Замислете само по завршувањето на првиот предмет, значи само по завршувањето на Photoshop, се она што ќе го научите е доволно за да започнете со едитирање и ќе ви покажам дел од фотографиите на Викторија, бидејќи ја замолив да ми прати. Ова се дел од нејзини фотографии кои што се едитирани, кои што се продаваат. За реално, нели, да не биде, јас ви покажувам некој нечи тестимонијал, а не ви кажувам кои всушност се фотографии и како се тоа изгледа. Може да заработите, Маја веќе кажа, од цело нешто ќе го направите на илустратор, пекеджинг дизајн. Ова е еден друг пример, исто ова се реални проекти од нашите студенти. Некои луѓе прават, но на сите компании им треба промотивен материјал. И да не работите графички дизајн, може part-time да работите за да си имате 1-2 клиенти, да им правите промотивни материјали кои ќе имаат по потреба. Или пак да се насочите во илустрации. Во делот со илустрација од оваа година, заедно на сите студенти на само академија, значи за сите студенти, ќе имаме плюси NFT работилница. 2 дена, како тие илустрации да ги претворите во NFT проекти. Зошто да не? Можност за дополнителна заработка. Ако ништо друго, ќе стегнете плюс уште некое знање, плюс уште дополнителна вештина. Adobe InDesign може да работите каталози за брендови, за компании, за буквално за се што мислите дека секоја компанија што има продукти или услуги кои што може да ги постави во еден каталог. Убаво е секоја компанија да има каталог, така што вашето знаење од секој од овие предмети, она што сакам да ви го кажам, можете да заработите. На крајот ќе завршам со фонд. Знам дека Маја на предавањето исто така на фонд креатор креирате фондови, потоа ќе научите како да го продавате тој фонд. Значи, од секој од предметите на графички дизајн, вие можете да заработите. Истото не можам да ви го кажам за предметите на човечки ресурси, бидејќи ви требаат сите за да бидете HR. Сите предмети ви се потребни, не може само со еден. Или, например, кај што имаме како на фронтен програмирање, мора да ги знаете HTML, CSS, JavaScript, за да може да направите страна. И React, ако сакате после тоа, нели, уште подобри да бидете, или сакате, нели, плюс еден апгрейд. Значи, потребни ви се повеќе предмети за да добиете една целина или еден продукт. Кај графички дизајн може да се насочите на секој од овие предмети и да заработувате.
Во самата академија оваа година за прв пат, ако сте ни ја виделе програмата, сигурно се тука поради тоа што ви интересира. Одлучивме да направиме најзабавна програма. До сега направивме најквалитетна програма. Зборам квалитетна зашто поради фондот на часови. 160 часа се само посветени на предметите на Маја. Тоа е Маја е лид ментор на академијата. Меѓутоа, бидејќи сакавме да направиме level up, сакавме да направиме најзабавна програма. Ставивме и NFT masterclass, ставивме и motion design, ставивме и, значи, таму ќе изработувате реклами. Ставивме и фотографија, го имавме веќе како предмет, меѓутоа еден од најзабавните предмети на академијата, кога ќе отворите страната, дури можете да видите и видео од самите предмети фотографија. Курсот за брендбук, значи креирање на брендбук, кој што сметам дека многу луѓе по завршувањето ќе одат во адвертайзинг агенции, ќе се побарат од нив да прават брендбук, а они ќе видат како се прави брендбук, што е брендбук. Значи, психологија на дизајн. Психологија на дизајн, Маја веќе спомна дел од боите, меѓутоа боите имаат многу голема врска со психологијата, како ние се чувствуваме. Фантастичен предмет. Значи, сакавме да направиме најинтересна програма што можеме да направиме и затоа додававме плюс уште проектни недели, работилници, се со цел за луѓето цело време со нетрпение да го чекаат следниот предмет. Со нетрпение чекам да дојде новиот час и следниот предмет, и тоа мислам дека е она што мене лично ме прави најстрекна, бидејќи сум горда на програмата која што ја имаме. Како ќе стегнете реално искуство? Тука се 6 реални проекти, меѓутоа не се 6, бидејќи ова се по 6 предмети. Мислам дека ги имам ставено околу 30 излегуваат, бидејќи не ги бројам сите домашни кои што ги имате само на Photoshop, ако тргнеме репарација 1, репарација на фотографија 1, фото манипулација 2, едитирање фотографија 3, така натаму. Не ги бројам сите, туку ми се ставени како предмети. Тоа е вашата индивидуална работа, тоа е вашето портфолио. Покрај тоа ќе имате онлайн хакатон со компанија од странство, ќе имаме in-house project week со гостин од маркетинг агенција. Зошто? Затоа што дел од вас по завршувањето ќе се вработат во маркетинг агенција. Убаво е да видите, да стегнете искуство како се работи, како е концептот на маркетинг агенцијата, каква е структурата. Имаме копирајтер, имаме концептуалист, имаме арт директор, како сето тоа функционира, да бидете запознаени и нормално на крајот на денот да си го имате за во CV како плюс искуство кое што доколку сакате, знаете како се работи во маркетинг агенција, може да аплицирате. Има дел од студентите кои што само се насочуваат на фриленс. Дали може да се работи фриленс од Македонија? Доволно е само да отворите Upwork, напишате график дизајнер, location Македонија и ќе видите колку се заработува. Јас не треба да ве убедувам во тоа. Едноставно, мислам, може секој може сам да си провери. Меѓутоа, да, може и мислам дека ова е единствена академија каде што буквално реков секој предмет ви е посебна вештина од која што можете индивидуално да заработите, при тоа не знаеки ги или можеби немање се уште вештини од другите предмети. Меѓутоа, по завршувањето на секој од предметите добивате плюс вештини и плюс шанси за заработка. Нешто на што сме горди. Creative Hub, покрај тоа што е акредитиран од CPD, покрај тоа што е акредитиран и во моментот сме на акредитацијата во Америка, а уште од 2017 година даваме EU диплома со EKTS кредити. Некој ќе каже дипломата не е важна, меѓутоа моето животно искуство, да бидам искрена, особено за оние кои што сакаат да живеат и работат во Европа, јас сум живеела 2 години во Франција, важна е, зависи каде работите. Можеби нема да ви биде важна на почетокот, меѓутоа ако сакате да добиете промоција во компанијата, ако некој ќе се пресели во Шведска, Данска и така натаму и работи во компанија и после некое време сака промоција, па сака да биде тим лид менаџер, вие кога ќе одите на интерно интервју во компанијата, значи на внатрешно интервју, ќе треба да се надпреварувате со оние кои што ќе аплицираат на позицијата, а не се дел од компанијата или надворесно. И сега, ако тој некој има, може да покаже повеќе дипломи, повеќе знаење од вас, вие нема да добиете позицијата, независно што веќе работите, ќе добиете тој што има повеќе вештини. Така што, ако идејата во животот вие да растете во компанија и да имате кариера како еден ден арт директор, тогаш дефинитивно секоја диплома е плюс поени. Тука ја немам ставено во оваа презентација, меѓутоа најдобар пример може да закажете состанок со неа е Тамара, која што додека беше средно доаѓаше на академија секоја сабота и недела и потоа преку Creative Hub се запиша во Miami Ed School во Берлин
Едно лето беше на пракса во Publicis во Милано, во Италија, во Берлин, во Инобим, во Мајами. И сега кажете ми дека тој човек нема да биде успешен или нема да заработува или нема да биде арт директор утре во некоја огромна креативна куќа во Западна Европа. Не може. Затоа што искуството и сема што го поминал, едноставно му ја дава таа можност. Меѓутоа, ако Тамара ја немаш оваа диплома со ЕКТС кредити, само со дипломата од средно, од Куманово, немаше да може да се запише на Miami Ed School. Портфолиото кое што го имаше на крајот на академијата и ЕКТС дипломата која што сведочи за нејзините вештини, е она кое што ја донесе да ја прифатат како една од 10 студенти. Слободно можете да закажете состанок со неа, да си прашате се што ве интересира. Јас само сакам да кажам едни наши успешни приказни каде што дипломата играла улога. За предавачите, многу е значајно кога бирате академија да видите од кого учите, не само заради тестимонијалите на студентите, туку и заради луѓето кои што се навистина некој нешто, а ги поддржуваат или навистина имаат позитивни зборови за предавачите на академијата, кој што кажав, јас сум ментор на програмата за вработување. Ова е главниот уредник на Forbes кој што ни беше на гостин во Македонија во 2021 година. И ние личен пријател. Навистина е тешко да добиете респект од ваков тип на човек, меѓутоа ние сме го заслужиле поради се она што сме го направиле благодарение на Creative Hub. Ова е Раки Ворија, запозна во Нью Йорк, ни беше гостин на еден настан кој што го организиравме, она е Кочер, Women at Microsoft и Women at IBM. И ова е еден скриншот кој што го земав од една WhatsApp порака. Creative Hub ми го смени животот, бидејќи ми даде кариера, најдобра одлука која сум ја направила во животот. И за мене нема нешто подобро од ова што ќе го слушнам. Пред да дојдам на презентацијата на Маја, бев на презентацијата на UX UI, бидејќи ни се во исти ден. И на крајот ја завршив со еден пример за една девојка која што ја запозна во Силуета, работеше како фризерка и ме праша: Аријана, може ли да сменам кариера? Никогаш во животот не сум отворила компјутер да работам нешто. И сега работи кај во компанијата на еден од нашите ментори. Нема поголем и баш им го покажав целосниот разговор кога ми пишува I got the job и ја викам: инспирација ќе им бидеш на сите во Силуета, затоа што навистина си успеала да ја промениш кариерата за помалку од една година. Дали ние сме помогнали некој да промени кариера или да започне кариера во графички дизајн? Тука има најразличен тип на луѓе. Значи Сандра, може би едно од најталентираните студенти. Да се вратам назад, пред 2 дена доби токму и награда за најдобра илустрација на книга, ова е дизајнирано од Сандра. Сандра е студент по психологија, се запиша на академијата додека беше 2 година студент на психологија. Ние многу ја прашав Маја, ни треба еден студент во Creative Hub, кажи ми кој ми го препорачуваш, може тука да видите, график дизајнер во Creative Hub, работеше година и пол, ни ја препорача Сандра. После тоа сега работи фриленс, бидејќи не можеше паралелно со факултетот да доаѓа и на работа. Меѓутоа сакам да ви кажам дека Creative Hub на Сандра и дал шанса, наместо да работи во кафич за време на школувањето и да се издржува сама, да работи интелектуална работа, да работи креативна работа. Значи, тој дел е многу значаен, бидејќи имате две опции. Јас сум моментално во Мајами. И многу луѓе, многу имигранти не знаат да искористат Америка. Работат келнери, работат, возат Uber, и тоа е навистина споредено со стандардот на Америка, колку е скапа тука, тоа е навистина многу ниско платена работа. На крајот што ќе успеете да заштедите? $1000, тоа е едноставно премалку за она што го работите. Тоа е тешка физичка работа, да стоиш 8 сата, да служиш или сабајле и навечер и тоа да го правиш секој ден е тешка физичка работа. Ако имате вештини на графички дизајн, вие нема да го работите тоа. Не само што ќе заработувате подобро, него имате убава работа пред компјутер, работа што може да ја работите од дома, работа што може да ја работите од WeWork, креативно, нешто позитивно. Не се занимавате со дали на некој му се свигале храната или не, значи не се занимавате, немате таков тип на стрес, едноставно имате многу убава кариера. И тоа е другата придобивка на оваа професија. Друг пример, Сара. Сара предходно работеше како sales assistant, се записа во Creative Hub,
И кога дојде само што си имаше вратено од Полска, и викам можам ли јас да променам исто така професија, немам никакви вештини. Long story short, не само што успеа да промени професија, него и беше и дел и во Creative Hub. И ова е исто така една порака од неа, фала ти што веруваш во мене дека можам, никогаш нема да го заборам разговорот во Creative Hub, кога ми кажа дека за 6 месеци ќе пиеме кафе, ќе гледаме моето портфолио. Ова се реални приказни на студенти. Тука нема задоволен сум, не сум задоволен. Ова е реална работа која на некој на вистина сме успеале да му го промениме животот и да му дадеме кариера. И тука ставив еден друг тип на студенти кои што се малце повозрасни, затоа што сакам да разберате дека на Академијата за графички дизајн е многу интересно. Имаме студенти кои што се од 16 години до 45, 47-8. И што се случува сега со овие луѓе на 47-8, што можеби не им треба работа, бидејќи имаат работа. Жените на фотографијата сите работат, едната има собствен бар за смути и сакаше да научи за да си ги прави дизајните за нејзиниот бизнес. Другите секогаш сметале дека имаат нешто креативно во себе, меѓутоа не знаеле или не дошло време да го изразат. Поради тоа што било различно време, немало академии, не знам, фамилија, други обврски, деца и така натаму, и немале време да го изразат тоа. И сега вика, чека малце, животот е еден, јас сакам да го правам оно што ми е пасија, или барем сакам да стекнам вештини во тоа што ми е пасија. Така што графички дизајн како професија е толку креативна да нема годишна граница. Секогаш можете да промените кариера, независно што е да правите живот, можете 5-6 пати да промените кариера. Американците имаат една изрека, 5 години ти се доволни за да станеш експерт во некое поле, после тоа треба да смениш кариера за да имаш нов преизвик, пак да почнеш од нула, за да не останеш во една професија. Не знам дали е тоа точно или не, меѓутоа дека е возможно. Ако не се пронајдете во ова, секогаш можете да смените во нешто друго. И тоа е убавината на животот, додека си жив, има надежда, додека си жив, можеш да ги промениш работите. Толку од мене денеска. Јас сега би сакала да оставам простор за прашања, некој доколку има прашање према мене или према Маја, можете слободно или во чат, или можете да се вклучите и ќе ги одговориме прашањата. Дали имаме некоја прашање? Дали вашата диплома е признаена на други континенти и во кој како се движат платите во Македонија во овој сектор? Во однос на платите, ќе оставам Маја да одговори, можеби подобро би кажала за мене, подобро би кажала од мене, бидејќи самата била дел од тоа и работи во таа професија. Јас ќе кажам следното, значи ние сме во процес на лиценцирање на програмите во Америка, така што Creative Hub од септември месец ќе биде и американска школа која што ќе издава и американски дипломи. При тоа сакам да наведам, американската диплома е посебна и таа е на федерално ниво, што значи признаена од сите земји во Америка. За да добиете американска диплома мора да се запишете на Creative Hub во Америка. Меѓутоа исто така цената е многу повисока бидејќи е американска цена. Меѓутоа одиме со истата програма и главен ментор на програмата е Маја, што значи дека и нашите студенти во Америка ќе учат од Маја, само на англиски јазик. Срекни сме што Маја е исто така професор по англиски јазик и може да предава и во Америка. Меѓутоа, за да добиете американска диплома, ќе мора да се запишете на школата во Америка. Бидејќи Македонија е дел од Европа, ние даваме диплома со ЕКТС кредити, која што дали е признаена во Австралија. Да бидам искрена, сега не сме имале студент кој што ни го поставил ова прашање, можеби
Јас мислам дека би требале најверојатно кредитите, верувам дека треба да направите едно истражување како во Австралија одат од европски во австралиски кредити, бидејќи јас тоа го правев кога сакав да се запишам на факултет во Америка, требаше да ги испратам EU дипломата во на една институција, се вика WES, World Education Services, каде што дипломата од европски ги сменја во американски кредити и со таа можев после тоа да аплицирам. Не сум сигурна како е за Австралија, верувам дека е сличен процес, бидејќи сепак е друг континент, друга земја. Не знам како е едукативниот систем. Може да кажам јас за сертификатите, например, може да полагате од Adobe сертификатите кои што се признаени во целиот свет. Значи, јас ги имам тие сертификати, Adobe Certified Expert, и во некои од фирмите каде што работев беа важни за освојување на тендерите. На некои фирми им се важни, на некои не, значи многу зависи од фирмата, ама може да побарате Adobe Certified, има Associate, Adobe Certified Expert, има многу нивоа и има во секаде во светот овластени центри за полагање и различни степени. Значи, зависи фирмата што бара, од Adobe Certified Associate почнува, па нагоре има многу нивоа. И некои фирми бараат сертификација, некои не, меѓутоа најчесто не бараат, ама ако имате потреба, секој од вас може да полага. И било каде, Австралија, Америка, Европа, сегда важат тие, затоа што доаѓаат Adobe, нели, постои секаде во светот. Значи, сертификатите од Adobe секаде важат на сите континенти и зависи од фирмата, нели, што бара, и истото би го рекла и со платите. Значи, платите, графички дизајн, како во сите сектори во IT, зависи, нели, од вашето ниво, искуство, колку сте спремни, нели, од 500 евра, 2000 евра, 3000 евра, значи, баш студентка сретнав пред некој ден, ми се пофали дека зима 2000 евра. Значи, а работи веќе, да речеме, 6-7 години. И сега зависи како ќе се покажеш во тие години, нели, многу зависи од милиарда фактори, зависи фирмата дали е странска, не е, што е буџетот, на колкави проекти работи, како во сите сектори, мислам дека, IT знаете дека сега повеќе баран од било кој друг сектор. Така да сертификацијата, да се вратам, е признаена на Adobe секаде во светот. А бесплатни опции на ниво на Adobe, па нема баш. Значи, сега ние се снаоѓаме со Adobe и сега има Adobe порано се купуваше како лиценца за еднаш. Меѓутоа сега е променето пак на ниво на целиот свет, месечно се плаќа. И сега има студентска од $20 нагоре. Значи, зависи колку софтвери сакаш да користиш месечно, ако сакаш да ги користиш сите бенефици од клаудот. Сега ние во Македонија знаете како гледаме филмови, така се снаоѓаме и со софтверите. Зависи каде работите. Пак ќе кажам, ако симнеш филм во Скопје, никому ништо, сите симнуваат, нели, филмови. Ама во Германија, кога симнеш филмот, ќе ти, нели, чукнат на врата веднаш. Зависи каде се наоѓате за како да го користите тоа, ама има начини, нели, како тоа да се снајдете. А се што е фри во однос на овие софтвери, не ги нуди истите можности. Photoshop, Illustrator, InDesign во моментов се на највисоко ниво за професионално работење. Значи, ако сериозно сакате да се занимавате. Ако сакате како хоби, може има замени за тие софтвери. Да, еве во Германија за Popcorn Time, да, 1800 евра казната. Да, баш ми кажа во Австралија, ете. Во Австралија ми кажа едни пријатели дека за една песна керка им што симнала од интернет, веднаш им стигнала 500 евра казна за 3 минутна песна. А ова 1800 евра изгледа за филмот. Ама затоа ние на часовите учиме како да се снајдеме со лиценците. Значи, сликата што ви спомнав, ако ја симнете од Google и употребите во флаерот или банерот, казните одат до $40,000 за една реклама. Значи, многу е опасно.
да се користи било каква слика од интернет. Тоа што Викторија го работи е баш продава слики, што може сите да го правите. Значи продава лиценци за да се користат незините слики за графички дизајнери. Значи мора да биде со лиценци тоа средено за сликите и во Македонија. И тоа го учиме и тоа се решава полесно и сите фирми веќе и во Македонија користат лиценци за фотографија. Ретко кој не користи, значи веќе тие се бројат на прсти, сите се свесни веќе штом ставиш нешто дигитално, веднаш сите знаете Google Photos како работи. Значи во Google одиш тука на сликичкава кликаш, ја ставаш search by image и фотографите што ги продаваат фотографиите своји, ја ставаат својата слика и така ги носат на сајтовите и социјал медија на оние што ги користат нивните слики незаконски, сигнализираат одма за казна или превземаат чекори за да направат нешто и затоа учиме како се справиме со тоа. Било каде во светот да работите, истите правила важат за лиценците и истото важи и за сертификацијата. Значи, Adobe сертификацијата кој сака може да полага и таа важи секаде. Ама за тоа ви треба знаењето да го имате, иначе нема шанси да се положи, нели, што го учите на часовите. Значи, многу е важно, бидејќи прашањата се тешки, треба нели веќе да знаете убаво да работите во Photoshop, Illustrator, посебни сертификации има за секој софтвер. Од искуство, бидејќи јас ги имам истите. Ти благодарам, Маја. Дали имаме некоја друго прашање? Еве јас ќе ви кажам нешто за кога сум добра за Маја за софтверите. Во Америка, кога студент пред да аплицира за да учи графички дизајн bootcamp, мора да покаже дека ги има софтверите. Значи тоа е еден од requirement, исто така што е на пример диплома од средно, еден е дека мора да покаже дека ги има софтверите, бидејќи нели на што ќе учи, на што ќе работи овој човек. Така што тоа е еден од работите кои што алатот за работа на некој начин се софтверите. Да, тоа е голема разлика меѓу странство и кај нас. Значи, во странство фирма не може да работи без да покаже нон-стоп има инспекција дали си плаќа месечно за Adobe. И тоа дали има лиценца за сите 4-5 софтвери има повеќе нели од Adobe или си ги плаќа индивидуално и нон-стоп се прави проверка. Кај нас тоа не се прави, да бидеме реални, меѓутоа во цел свет се прави, дефинитивно, така што баш тоа што го кажа, мора да покаже и дизајнерот. Многу често, јас што имам вака другари, пријатели што работат графички дизајн, дел од нив фирмите им обезбедуваат лиценца, а дел од нив што работат фриленс треба да покажат дека имаат лиценца, ако сакаат да земат високи суми за нивните проекти. Например, работи на проект, еве на Маечки работеше еден пријател и мораше да покаже дека Илустратор има лиценца, за да може да подпише договор со фирмата и он се купи лиценцата затоа што повеќе му се исплатеше заработката нели од проектот, апсолутно, колку многу лиценци беше, да покаже дека има за да може да го најмат. И сега си работи со нив секој месец, значи се зема сума малтена како вработена и requirement е да има лиценцата за софтверот. Значи тоа зависи во кој дел од светот работите. Има различни правила, ама одма се дознава на Google за 5 минути што треба да имате кога ќе работите фриленс онлайн и обично клиентите се кажуваат, на некој не им е воопшто битно, на други им е битно, зависи кој ги финансира проектите, дали се финансирани од јавно друштво, дали се приватни проекти, дали е дуќан некој, дали е за некоја поголема компанија. Сите тие фактори, стварно има многу фактори за што е потребно, ама
Јас баш ќе ви кажувам и различни искуства како да се снајдете во која ситуација, цело време зборуваме за тоа на часовите, што да правите во која ситуација и како да го избегнете, како да го решите проблемот, како да се снајдете. Тоа е многу важно. Значи не е важно само софтверски нели да знаете, туку и што да правите во одредени ситуации, кога на пример текстот што е црн на екран излегува зелен на печатање. Зошто тоа се случува? Зашто е кафеав денес, утре е зелен? Што се случува на екран е супер. И такви некои работи што ако праќаш проектот во Австралија, така и таму се печати, јас имав таков проект што се печаташе во Нов Зеланд и многу беше важно нели да е технички како што треба, пошто на сосема други машини, нивните рипови се други. Се печати, затоа техничкиот дел е важен. Дали имаме некоја друга прашање или да превршуваме со дискусијата денеска? Добро, да ви се заблагодарам за времето, да се заблагодарам и на тебе, Маја. Се гледаме на новата група на Академија. Кон крајот на месец септември ќе ја започне, доколку сте заинтересирани да запишете, драго ќе ни биде да ви имаме како наши студенти. Мислам дека вие уште повеќе уживате да учите од некој како Маја и да работите на вашиот кариерен пат со мене. Ви благодарам за времето и се гледаме на Академија. Благодарам јас. Поздрав.